Организацијата на потрошувачи на Македонија во хотелот Сити-Ин во Кочани реализираше работилница на тема "Потрошувачите во срцето на енергетската политика" во рамки на проектот ClearX на Европската Унија. Кампањата се реализираше во повеќе општини од државата од 8 плански региони. Сакаме да дадеме на значение на улогата на нас сите како потрошувачи, зашто сите сме ние потрошувачи, нели? Без оглед на вера, религија, мислам, или било како да го кажеме тоа, без оглед на тоа каде работиме, во одредени сегменти од нашиот живот ние сме потрошувачи. Така да за сите нас е ова битно, особено од причина кога кога ќе бираме превозно средство или кога ќе бираме производи за нашиот дом, дали се енергетски ефикасни, дали не се, не само енергетски ефикасни, туку и квалитетни, односно да придонесат за намалување на штетните емисии на гасови во атмосферата. Исто така во поглед на разбирањето на што значи грејењето со фотоволтаичните системи, како да станеме просјумерси, односно производители потрошувачи. Стручниот соработник во областа на енергетиката Сања Поповска-Василевска истакна дека проектот на Европската Унија е комплексен и се однесува на енергетската политика на потрошувачите. За потрошувачот во рамки на овој проект се предвидени едукација на потрошувачите, комуникација со нив, демонстрација на резултатите од проектот. Не знам колку сте запознаени, меѓу другото беше организирано и колективно купување на климатизери кај нас, инвертер клима уреди. Меѓутоа, сето тоа нормално треба да биде проследено со тоа колку се потрошувачите информирани за она што можат да го направат со цел да придонесат за заштита на својот буџет, меѓутоа исто така истовремено и да придонесат кон почиста животна средина. На средбата се презентира и образложија 4 брошури на теми што придонесуваат за подигање на знаења во областа на ефикасното користење на енергијата, чекорите до производител потрошувач, обновливите извори на енергија и одржливиот транспорт. Над 1.350.000 денари ќе потроши локалната самоуправа на Кочани за планираното зимско одржување на локалните патишта и улиците во градот и населените места во општината. Сумата што е планирана е на исто ниво како и во изминатите неколку години. Според обврските во тендерот што веќе е објавен, избраниот оператор ќе треба да врши чистење и одржување на продноста на коловозите од наноси на снег како и од подмрзнување. Поради тоа, меѓу условите што се бараат во техничката спецификација, а што треба да ги исполнува операторот, треба да има соодветна механизација за расфрлање сол и песок, како и возило со нож за чистење на снегот. Дополнително се бара да има утоварувач за расчистување на големи наноси на снег, како и товарно двоосовинско возило. Пријавувањето на тендерот за избор на изведувач на услугите трае до 11 ноември. Со избраната фирма ќе се склучи договор во трајање од 12 месеци. Носителот на набавката е должен при врнежи на снег повисоки од 3 см сам да излезе на чистење на снежните наноси на локалните патишта и улиците на подрачјето на општина Кочани. Обврска на избраниот оператор ќе биде освен улиците да ги одржува проводни и делниците од локалните патишта од магистралниот пат А3 кон Горни и Долни Подлог, кон Мојанци, Грдовци, Прибачево и Оризари. Исто така треба да ја расчистува и делницата од магистралниот пат кон селото Тракање, како и од Кочани кон Бели, Нивичани, Пантелеј и Рајчани. Околу 10.000 евра од сопствената сметка ќе издвои комуналното предпријатие Водовод за да ја поправи оштетената и да набави нова изолација на дел од системот за геотермална вода на потегот од Горни Подлог до корисничките места во градот. Овие трошоци се дел од активностите за одржување и санирање на штетите на главниот цевковод, што секоја година дополнително го оптоваруваат буџетот на ова предпријатие. Според одговорните во Водовод, оштетувањата на изолацијата на цевководот е од влијанието на временските услови, но и од несовесна постапка што со години ја прават одделни граѓани. Иако повеќе пати имало апели и предупредувања да не се краде изолацискиот лим, тоа досега остануваше без поголеми ефекти, па вработените во геотерма се принудени да прават трошок за обновување на уништената изолација. Иако не се работи за нова инвестиција, активноста вообичаено се прави еднаш годишно заради одржување на целиот систем, а проблемот со оштетувањето на изолацијата е повеќе годишен.
тешко се спречува, а најчесто се јавува во текот на грејната сезона, но и во летниот период. Деновиве заврши јавниот тендер за избор на изведувач на работите, а се планира санирањето на цевководот да биде завршено пред почетокот на новата грејна сезона. Министерството за образование и наука информира дека е отворена можноста за аплицирање за субвенциониран студентски оброк за студентите кои досега не го оствариле правото преку претходните повици. Крајниот рок за пријавување е до 7 ноември преку порталот на Министерството за образование и наука. По завршување на рокот, кандидатите кои ги исполниле условите ќе бидат известени преку порталот каде ја поднеле апликацијата. Потоа потребно е да се регистрираат на активната онлайн платформа на Шпарка се банка, со која Министерството за образование и наука склучи нефинансиски договор за реализација на мерката. Откако ќе се најават, потребно е да ги ажурираат своите податоци, пошто ќе добијат информации преку порака за точно време и место за подпишување на договорот за отварање на посебна сметка и за подигнување на наменска студентска виза картичка за студентски оброк. Студентите кои ќе го остварат правото, средствата во износ од 140 денари дневно може да ги користат од понеделник до сабота за купување храна во маркети, пекарници, ресторани и други правни лица кои произведуваат, подготвуваат или продаваат храна. Можноста за аплицирање ќе биде отворена секој месец од 1 до 7 за студентите кои претходно не го оствариле правото за студентски оброк. Во фојето 2 на Центарот за култура Бели Мугри во средата вечерта беше отворена ликовната изложба Византија видена денес од српскиот уметник Бранислав Петрик Бане. Се работи за ликовни дела што во Кочани веќе биле изложени пред околу 4 децении. Сега повторно се представени пред љубителите на уметноста. Praktično su radovi od pre 35 godina koji su ostali na nekom tavanu i isto sam došao na ovu izložbu kao da sam i posetilac, a i autor, što je za mene interesantno i novo iskustvo. A drugo, tu sam bio pre 35 godina kad sam imao izložbu sa radovima iza mene, to je s kraja 80-ih, i ti radovi su ostali u Makedoniji sticajem okolnosti, bili su na 3 izložbe. 4. I ja sam za njih na neki način i zaboravio i sad sam ih poneo video sa nekom distancom od 40 godina i 40 godina moje aktivnosti umetničke i za mene je to novo iskustvo. A drugo, putovanje sa prijateljem s kojim sam radio drugi deo izložbe, Jovanom Milinovim, fotografom i snimateljem filmskim, odnosno kamermanom, je interesantno zato što smo isto tako sa starim Stojadinom došli u Makedoniju i sada posle 35 godina smo opet došli i tu zatvaramo jednu priču i krug, taj makedonski krug. Од Центарот за култура истакнаа дека изложбата како проект е дел од годишната програма на институцијата за 2023 под целосно покровителство на Министерството за култура. Делата на Петрик и по толку години се уште се актуелни и заслужуваат повторно да бидат представени пред јавноста. Ги изложува своите дела во изработени низ процесот на неговото градење како уметник и истражување, каде што овие дела се толку стари колку што сум и јас. Значи 35 и повеќе години, каде што Бане овие дела ги остава сочувани во домот на професорот Доне Донев, кој што воедно е иницијатор за оваа изложба да се деси, да се случи. И на моја драга волја овој проект го аплицирав и благодарение на Министерството ете денес се реализира. Авторот на изложбата Бранислав Петрик Бане живее и работи во Рим, но токму за оваа изложба специјално допатува во Кочани. Делата што се представени во Центарот за култура ќе можат да се видат во наредните 2 недели.